Planino moja rudino, bakneš do nebo visoko, zašto raskažu baš ti? Stadata da zablejale, ovčari da zapejale, ili pak tagu baš ti? Добар ден. Жетвата на житата започна и е во полнек. Информирани сме дека уште во почетокот на жетвата приносите охрабруваат. Општа констатација е дека просечните приноси на јачменот и пчениците ќе бидат повисоки од минатогодишните и ќе изнесуваат над 3000 кг по еден хектар. Меѓутоа, треба да се нагласи дека на одредени површини тие ќе се движат и од 5 до 7000 кг. Единствено помал род од планираниот се забележува во дел од Пелагонија. Годинава во жетвата се вклучени над 1000 комбајни, од кои 236 во приватниот сектор. Овој број е недоволен за навременна жетва кај индивидуалните земјоделци. Затоа се препорачува веднаш по завршувањето на жетвата во општествениот сектор комбајните да им се стават на услуга на индивидуалните земјоделци. Впрочем, не постои сомневање дека комбајнерите од нашата република кои се во поголем број пријавени како учесници на традиционалниот југословенски надпревар на комбајнери, кој ова година се одржува ширум нашата земја, не ќе успеат во оптималниот рок да го приберат годинашниот богат род на пченица, јачмен и друго жито. Тие ќе се заложат успешно да извршат акцијата за поголем ефект и што помал растур на зрното и да приберат поголем дел од сламата. Кога говориме за жетвата, за прибирање на родот, да кажеме и неколку збора за овогодишната неорганизираност на производството и пласманот во областа на земјоделството, особено во градинарството. Имено, деновиве на пазарите во Републиката раниот зеленчук, особено зелката и младите компири, се нудат по ненормално ниска цена, поевтино дури и во споредба со минатата година кога трошоците на производството беа помали. Дописниците од Гевгелија, Валандово и Струмица ни јавуваат за тоа дека производителите на ран зеленчук имат сериозни проблеми со пласманот на своите производи. Младата зелка во Гевгелиско се нудела и по 40 пари за килограм, но немало кој да ја откупи. Слична била положбата и со раните компири, пиперките и доматите. Откупните организации се ограничени на прифаќање само на количините што со производителите ги договориле пред почетокот на бербите. За тие количини обезбедиле пласман кај своите деловни партнери. Сега тие се откажуваат од помасовен откуп, плашејќи се од ризикот што го носи стихиниот настап на индивидуалните производители по пазарите во потрошачките центри. Данокот што годинава производителите ќе го платат на стихијата, може би ќе биде поучен пример за потребата од организирано дејствување на производството и пласманот, за потесно поврзување на индивидуалните производители со општествените организации во планирањето на производството и неговиот пласман. Драги гледачи, првиот наш прилог во денешнава наша емисија е портретот на Институтот за сточарство и ветеринарство од Скопје, носител на современите текови во сточарското производство, инаку многу важна стопанска гранка во нашата република.
Доктор Атанасов, вие сте главен директор на Сдружениот институт за сточарство и ветеринарство. Каква е целта на овој ваш институт? Целта на ово наше здружување е прво да ја синхронизираме работата на двете науки, на сточарската наука и на ветеринарската наука, и да можеме како организирана институција да ги применуваме научните достигнувања кај нас во Македонија и од светот директно во стопанските организации со цел да бидеме покорисни, со цел да даваме како се то вика, комплетна соработка во производството. Друго, да ги обединиме материјалните средства. И трето, сметам да здружувањето има и своја позитивна страна и во тоа што можеме со здружени средства да полесно го изобразуваме кадрот кој што е потребен на ова наша заедница од областа на сточарството и од областа на ветеринарството. Тоа са овака по мене лично важни елементи што се здружија две институции, Институтот за сточарство и ветеринарство и Ветеринарниот институт. Тука уклучивме и главната ветеринарна болница, која пак од своја страна има задатак да директно ги аплицира достигнувањата наши и светски во праксата. Во Институтот за ветеринарство или Ветеринарски институт за сега уште нема оделенја, они работат како целина една. Меѓутоа во Институтот за сточарство и ветеринарство има оделенја од сите гранки на производството. Прво имаме оделење за говедарство, оделење за овчарство, оделење за живинарство, оделење за свињарство, оделење за микроекономика, оделење за рентген и радиационна хигиена и оделење за репродукција, односно за вешачко осеменување и борба против стерилитет. Докторе, кои повидни решенија од вашите научни испитувања сте и даде на практиката? Повидни решенја од наша институција во практиката е прво длабокто замрзната сперма на минус 196 степени, која овозможува да по еден најбрз начин ја менуваме расовата структура во говедарството. Овие наши научни достигнувања ги имавме и на нашиот прв Југословенски конгрес за патологија и физиологија на домашните животни и вешкото осеменување, на кој што ние беме домаќини. Второ, институтот за прв пат во Македонија 63-та година воведе селекција и матично книговодство во стопанските организации. И може да ви кажем дека 64-та година просек на млеко во стопанските организации беше 1950-60 литра, сега имаме након 10 години негде преко 3800 литра просек во Македонија во општествениот сектор. Значи, вие сте, ако можеме да кажеме, проектанти на овие поголеми сточарски фарми во нашата република. Нашиот институт се грижи и работи да технологијата светска ја применува и во наши услови. Ресенската фарма е најсовремена во Југославија, може да ви кажем и во Европа. Ние таму постигнавме одлични технолошки решења и од лиценцата која што е дадена од производачите на кокошките успевме да ја зголемиме продуктивноста за 8%. То значи на таа организација, иако е прилично инвестицијата скапа, во крајна смисла она е ефтина, бидејќи продуктивноста на работата поголема и овај технологијата до таа степен усавршена да е поевтина од сите други фарми во Македонија. У одредени фарми живинарски имаме постигнати такви резултати со извинетата технологија во смисол на линеарното програмирање на исхраната, да едно јајце, цена коштање на едно јајце ја смаливме за 7,2 динара. И ако тоа сега
се примени во сите фарми, тоа значи ако Македонија произведува преку 300 милиона јајца, каква тоа уштеда е на нашето стопанство во целина. Овчарството како стопанска гранка, како го вие третирате? Овчарството како стопанска гранка во Македонија преживува известни кризи и ден денески може да ви кажем, а нарочито после реформата. Ние, како институт, имаме организирано 4 репроцентра кои има задатак да произведуваат машки материјал, кој машки материјал се инфилтрира во нашето народно овчарство со цел да се зголеми приносот на месо и да се зголеми производство на млеко. Сега сме на прак да се развиват и градат некои свинјарски фарми. Имаме изградена една фарма во Куманово, една фарма во Овче поле и 2 мали фарми, една во Породин и една во Делчево. На праг е да се гради фарма во Штип и да се гради фарма во Скопство. Дали во институтот има достатно кадар за да ги решава овие бројни проблеми кои стојат пред нашето стопанство? Ја мислим да основна битка на институтот и преокупација беше усавршавање на кадрот. Познато е да Македонија е земја каде што има малку ветеринари, а и малку сточари. И сметам да нашиот институт направи тука, ако може да кажем, една овака револуција во однос на кадрот. Ние почнавме со 2 човека во институтот наш, сега имаме 24 со високо образование, од кои за 2 години сите се магистри и доктори на науки, што сметам да е правилен пат за развој на институтот, jer kroz samo со кадар можеме да решаваме одредени проблеми. Тоа говори искуство не само наше, тоа и светско, тоа и практиката го то тражи во исто време. Од досега што го изнесовте, можеме ли да заклучиме и како можеме да заклучиме всушност какви перспективи има сточарското стопанство во Македонија? Видите, ја мислим да општество, ова политика што има сега во сточарско производство е сосема исправна. Земја без сточарство не може да биде развиена земја. Овчарство кај нас има перспективи с обзиром на нашите неискористени резерви пасишта со известни додатни технологии за да биде стварно интензивно сточарство и овчарство и рентабилно. Говедарството исто така е важна гранка и овие акции што ги општество презима, поготово со зелениот план, со инфилтрирање на едно 2000 грла во индивидуалниот сектор и 5000 грла во објективе во стопанските организации, ќе даде голем потик за брзо расово преструктурирање на говедарството, со тоа да и производството ќе биде поголемо. Во живинарството во општествениот сектор постигнавме прилично големи резултати. Меѓутоа индивидуалниот сектор е на ниво на кое што е бил пред 20 или 25 години. Домашната кокошка уште носи 70 јајца. Нашиот институт и стручните снаги во Републикава се способни да живинарството во индивидуалниот сектор го приближат по својата продуктивност барем до општествениот сектор. Ако не повеќе, барем 120 до 150 јајца годишно да добиеме од сека кокошка. А затоа има и услови, и материјални, и стручни. И штета би било ако овој проблем во најблиска иднина него цело согледаме како општество, мислим. Во прв ред, па и ние како институт. Ја лично сметам дека перспективите за развој на сточарството во целина во Македонија се добри. Со известни корекции можеби во однос на политиката која што ја води заедницата во однос на производите, иначе мое лично и длабоко убедување дека во целина сточарството има добри, може да се каже чак и многу добри перспективи за развој. Сите гранки од сточарското производство, почнувајќи од говедарство, овчарство, свињарство, живинарство. Денес на секој земјоделец му е познато дека без редовно ѓубрење на земјоделските култури со минерално или природно ѓубре
Не може да се очекува правилен развиток на растението, а со тоа и планирана висока и квалитетна продукција, особено во долгогодишните лозови и овошни насади. Нормите за исхрана на растенијата со потребните хранливи материи досега се вршени врз база на педолошки анализи кои го утврдувале богатството на почвата со хранливи материи и недостигот бил надополнуван. Меѓутоа, не секое хемиско соединение содржано во почвата е достапно на растението во целост. Во практиката се случува педолошките анализи да потврдуваат богатство на определена хранлива материја, додека хемиската анализа на растението потврдува недостиг на тој елемент и обратно. По педолошките анализи почвата е сиромашна, примерно со фосфор или калиум, а фолијарната анализа потврдува дека растението ги задоволува своите потреби од овие хранливи елементи. Затоа, денес во понапредните земји утврдувањето на нормите за исхрана на растенијата се врши врз база на педолошките анализи и фолијарната дијагностика. Во теоријата не постојат цврсти правила, тие се условно поврзани. Секој објект, особено плантажните насади, барат конкретни решенија за исхраната. Во последните години и во нашата република започна организирано да работи на фолијарната дијагностика станицата за земјоделство од Охрид. Раководениот специјалистот по оваа материја, магистерот Илија Волкановски, тие вршат услуги на се поголем број стопански организации во нашата земја. Фолијарната дијагноза денес станува се попотребна. Подигнати се и се подигат се повеќе и поголеми лозови и овошни насади, од кои се програмирани големи приноси. Само правилната и рационалната исхрана ќе обезбеди рентабилност во производството. Обезбедувањето на минералните ѓубриња станува се потешко и поскапо. Затоа не е сеедно дали големото количество ѓубре, најчесто мерено со тони, ќе биде рационално искористено од растението или измиено од почвата како непотребно и обратно. Планираните високи приноси не ќе може да се остварат поради недостиг на хранлив елемент. Ваквите пропусти ќе се избегнат доколку редовно со фолијарната дијагностика се следи движењето и искористувањето на хранливите материи. Како што можете да видите од нашиот филм, за анализа се земат листови или дел од растението, за наши услови најдобро во месеците јули и август. Процесот на фолијарната дијагноза е мошне сложен. Потребна е висока стручност и скапа лабораториска опрема. Од разговорот со стручњаците на оваа станица, дознавме дека нивните капацитети се максимално искористени. Меѓутоа, и покрај сознанијата за корисноста од ваквите дијагности, во Македонија постојат работни организации кои се уште не го користат ова големо современо научно достигање. Цвеќето е символ на убавина. И не само тоа. Организираното производство на најразличните видови цвеќиња станува доходна стопанска гранка. Минатиот месец во Скопје, во реставрираниот историски споменик Сулијан, беше отворена втора поред изложба на цвеќе. Честитки на организаторот, Туристичкиот сојуз на град Скопје, за иницијативата и организацијата на изложбата. Честитки на производителите излагачи на цвеќе и средства за одгледување на цвеќето. Наша желба е ваквите манифестации да бидат редовни и да се тие организираат и во некој друг град од републикава. Ве покануваме со нашата филмска камера и со музика да ја посетиме заеднички оваа изложба.
Kontrola, javi se da đurište, kontrola. Kontrola, daj, molim te, dozvola za 49, 50, 51 i 52 kvadrant. Da li me разбра? Само што побрзо, молим те. Современите достигања на науката и техниката создадоа услови за развиток на нови активности на човекот, насочени кон менувањето на природните процеси во атмосферата на нашата планета. Дејствувањето на човекот да го измени природниот тек на времето денеска представува мощно важен практичен факт. Еден од видовите вештачко дејствување на времето представува и заштитата од град како елементарна непогода. Времето и климата на човештвото не се само природни извори на богатство и напредок, туку често му нанесуваат огромни штети, страв и жалост. Во нашата република секоја година појавата на градот уништува значителен дел од нашето национално богатство од областта на земјоделството. Во одделни случаи градот проследен со други опасни метеоролошки појави представува мощна тешка елементарна непогода со огромни материјални штети. Друдар Петровски, познато ни е дека вие и вашиот секретаријат за земјоделство и шумарство Социјалистичка република Македонија е иницијатор за формирање и организирање на служба за заштита од град на земјоделските посеви и култури воопшто. Кои се мотивите што настојувавте да ја организирате ваквата служба во нашата република? Постојат повеќе појдивни мотиви кои не натераат да се определиме за една ваква служба за заштита од град во нашата република. Најнапред, сознанието дека земјоделство во нашата република трпи секоја година огромни штети од град. Второ, сознанието дека во последните години дојде до голем напредок во развојот на науката, а посебно на метеорологијата, при што најголем напредок остварија радарската метеорологија и науката за физиката на облаците. Сето тоа овозможи да се проникне во тајните на формирањето на градоносните облаци и да се осмислат известни технички решенија како да се вештачки делува за да се спречи појавата на град и неговото штетно дејство. Трето, мощно важно беше сознанието дека во последните 20 до 30 години структурата на земјоделското производство во Македонија оствари значајни промени во полза на интензивните култури.
Така, например, површините под лозја се покачени од 8.000 на 28.000 хектара, на овошните насади од 4.000 на 21.000 хектар, градинарското производство е зголемено од 25.000 на 56.000 хектара, површините под ориз се исто така зголемени од околу 3,5 на околу 7 до 8.000 хектара и така натаму. Само по себе се разбира дека ова производство е мошне скапо и евентуално неговото оштетување од град носи со себе огромни штети. Според тоа не е сеедно дали ќе биде оштетен 1 хектар под јачмен или 1 хектар под лозја или овошен насад, кога и штетите не се само директни едногодишни, него се и многу годишни. Како што е познато, последиците од град на една лозова прачка или еден овошен насад трајат и 2 до 3 години. Организацијата и изградбата на системот за заштита од град доверена е на Хидрометеоролошкиот завод. Колку од територијата на Македонија е заштитена, поточно бранета со системот за противградно дејство, и каква е динамиката на покривање територијата, односно одделните реони? Со програмата на Собранието на Социјалистичка република Македонија е предвидено на територијата на Македонија да се оформат 6 полигона. Заклучно со 1973 година се оформени 3 полигона. И тоа полигонот Ѓуриште, кај што се сега наваѓаме, еве гледате ги метеоролошкиве радари, потоа полигонот Пожар и полигонот Тополчани. Пожар, јави се. На прием е пожар. Ѓуриште, јави се. На прием Ѓуриште. Тополчани, јави се. На прием Тополчани. Примете билтен за прогноза на град. Во 1974 година, тоест оваа година, ќе се оформи полигонот Буково, кај што ќе се бранат териториите на општините Охрид, Ресен и Струга. А во наредната година ќе се оформат уште 2 полигона, и тоа на подрачјето на Пологот и во Источна Македонија, Кочанско, Виничко и Делчевскиот крај. Со овој полигон овде, кај што се наваѓаме, се брани негде околу 367.267 хектари. Преко полигонот Пожар, кај што ги опфаќа во главно подрачјата на Струмица, Гевгелија, Валандово, Радовиш, се брани негде околу 218.708 хектари. Полигонот Тополчани, кој во главно ги бране подрачјето на Пелагонија, вкупна површина што се брани изнесува 286.393 хектари. Наредните полигони кои треба да се оформат, а тоа е Буково, тој треба да брани површина од 44.000 хектари, Пологот од 47.000 хектари и Истибање негде приближно околу 45.000 хектари. Дуре Лазаревски, на кој начин се спречува паѓањето град од градоносните облаци? Всушност, што се случува кога ќе се лансира противградната ракета? Градот всушност паѓа од облаци кои се викаат стручно кумулонимбуси. Тоа се огромни облачни маси на кои долната база изнесува негде околу 1000 до 2000 метра надморска височина, а горната височина може да достигне и преку 10 км. Во тие облаци имаме силни вертикални струјања. И тие струјања се зголемуваат со височината до одредено ниво. Брзината на струјањата може да изнесува од 25 до 30 метра во секунда. Практично, ако се земе, тоа се силни струји. Од такви облаци патнички па и други авиони избегаваат. Не смеат да се приближат, баш поред тие вертикални струјања. Прва рубрика, развој на кумулуси, да. Развој на кумулонимбуси.
Да. Развој на кумулонимбуси со плюсак, да. Кондензационно ниво на 1,1 км. Максимална вертикална брзина 11 метри во секунда. Висина 5 км. Температура минус 21. Ветер 230. Брзина 13 метри во секунда. Во текот на денот се очекува голема нестабилност со појава на градоносни облаци. Сега во самата маса на тој облак, кај што привршуваат вертикалните струјења, се ствара огромна количина така наречена зона на преладена вода. Тука има многу преладени капки, чија големина се движи негде околу 0,5 мм. Што значи тоа преладена вода? До колку степени? Преладена вода значи да тие капки се наоѓаат во водена состојба и на температура испод минус 20 степени. Во течна состојба? Во течна состојба. Меѓутоа, при најмал додир со честичка на кристал, веднага се стварат ледени зрнца. Подгответе ги стрелците за дејство. Дали е примено? Юриšte primi. Примајте податоци, сите сте на прием, азимут 360, азимут 360, елевација 75, елевација 75, темпирање 12. Темпирање 12 по 2 ракети можете да испалите веднаш. Ово е пресекот против градната ракета САКО-2, производња Тиват Саво Ковачевиќ, домашно производство. Она е наменена за борба против град. Она се углавном состои од ракетното полнење, кој има задача да изфрли на одредена височина, од генератора 1 и генератора 2, кога се активира горе на одредена висина, преку овие дупчиња ги сврла пареата во облакот, кој ја врши својата работа, и кога све тоа изврши својата работа, преноси овај контакт на самоликвидаторот, ликвидаторот ја уништува ракета како не би паднала цела на земјата. И сега во што е всушноста одбраната која ние спроведуваме со нашиот противграден систем? Со преку 20 години истражувања во институтите на Советскиот сојуз е констатирано дека доколку се уфрлат вештачки кристали кои кристализираат слично како природните во самите облаци, тие го спречуваат паѓањето на градот. Всушност, што се случува? Се случува тоа да вештачките кристали представуваат езгра на стварање на ситни зрна од град. Така тие го надмашуваат природниот број. И успехот се состои во следново. Кога се уфрли сребрнот јодит во самата зона на акумулација, тогаш околу тие частички се праваат зрна град. Меѓутоа, се ствара толку многу зрна град, да со нивното паѓање надолу тие се топат и практично долу на земјната површина паѓа дош или пак сосема ситни зрна кои не представуваат никаква штета. Со помош на радарот, кој што гледате овде веќе во приправна состојба, се уочи тачно зоната и келијата кај што се стварат зрната. Потоа, треба да се во таа истата зона уфрлат сребран јодидовите кристални честички. И успехот ќе биде тогаш загарантиран ако се успее во таа келија да се уфрлат најмалку 100 пати повише вештачки кристални езгра од што се природните. Точно на темпираната височина почнува сребрниот јодит да искача од самата ракета. И во целата зона на облакот ракетата ја исфрла кристалната димна, така наречена маса, и кога заврши со исфрлувањето, ракетата се само уништува и паѓа во сосема ситни парчиња кои не причинуваат никакви штети доле на земјата површина. Какви штети трпи македонското стопанство од град воопшто?
од досегашното искуство? Според некои податоци, во една од градоносно најинтензивните години, подрачјето на Социјалистичка република Македонија беше осигурено само со 20% од вкупните површини. И во таа година беа исплатени штети околу 7 до 8 милиарди стари динари на производителите. Ако сега се тоа пренесе на 100% осигурена површина, би можело да се заклучи дека тие штети при една максимално интензивна година со град изнесуваат околу 30 до 40 милиарди стари динари. Меѓутоа, уште еднаш да кажам, тоа се само индиректни ориентациони податоци, до кои се доаѓа на база на одедена реконструкција на некои појдовни податоци. Поради методолошки неусавршености, за сега е тешко да се тие стварно објективно кажат колку се. Интересно е, другар Петровски, да ни кажете какви се едногодишните расходи за одржување на ваквата служба? Видите, ако ги иземеме трошоците за инвестиционите влагања кои што ги дава Републиката, редовните трошоци за функционирање на службата за заштита од град изнесува некаде околу 1,5 до 2 милиарди динари, стари динари, мислам, годишно. Што секако е значително помалку од она што може да го претрпи нашето стопанство. Имајќи ги опредвид оние бројки кои ги пред малку спомнав. 30 на милиарди. Да. Меѓутоа, бидејќи системот за заштита од градобиност за сега се уште не е до таа степен усавршен да може да гарантира 100% заштита, ами некаде тоа се движи измеѓу 60 и 80%, произлегува дека при една година кога може да биде максимална во односу на градот, на место штети од 30 до 40 милиарди, тие би биле околу 10 до 12 милиарди, а самите трошоци за одржување на службата би биле само околу 2 милиарди. Сепак, огромна е разликата и во овој случај. Очигледно е. Како ќе се одвива финансирањето во идните години? Веќе постои одлука да фондовите, такви какви се престанат со работа и до крај на ова година треба да престане со работа и фондот за заштита од градобиност. Меѓутоа се очекува заради тоа што тај систем на заштита од градобиност е од општо друштвено значење, дека ќе се донесе закон за формирање на самоуправни интересни заедници. Веќе нацрт закон е донесен, а ја верувам дека до крај на годината и самоуправните интересни заедници ќе бидат организирани. Лично мислам дека проблемите околу финансирањето сега што ги имаме, со постоењето на самоуправни интересни заедници, дека поуспешно ќе се решават и дека противградната заштита, бар од тој финансиски аспект, многу по-нормално ќе работи. Секако тука се подразбира и редовноста на финансирањето. Што се однесува до редовноста на финансирањето, барем до сега, можеме да констатираме дека од сите учесници во финансирањето, најдобри платиши, ако може така да кажам, се Заводот за осигурување на имоти и лица Македонија, исто така и Фондот за унапредување на индивидуалното земјоделство. Имам известни тешкоти со финансирањето што треба да го обезбедат општинските собранија. Не би можел да кажам дека сите општини не го схватиле, напротив, гро од општините редовно ги измируваат своите обврски, негде на време, негде со известно закаснување, меѓутоа да подсетам дека има и такви општини кои заборавиле на ова обврска, како што е, например, Куманово, Струмица, делимично Тиквеш и некои други општини кои измириле една половина, а другата половина останува оште за измирување. Анализирахме што се причините и можем да кажам дека не се работи за неефикасноста на системот, напротив,
задоволството и кај работните организации, кај индивидуалните производители од ефикасност е јако големо. Согледувајќи ја големата обштествена корист од организирањето на современата заштита од град, се надеваме дека ќе се создадат материјални услови за афирмација на противградната одбрана, како составен дел на земјоделското производство, како и организирана и планска акција на нашето општество во изнаоѓање и усовршување ефикасни средства за одбрана од стихените природни појави. Драги гледачи, пред да ја завршиме нашата денешна емисија, предлагам да ја чуеме народната песна Млад воденичару во исполнение на Голубинка Јакимова.